Кривополанечкото културно лето полека влегува во своето второ полувреме. Десетина случувања се зад нас, а со нетрпение ги очекуваме новите уметници кои имаат намера да ги окупираат за нив резервираните културни точки од градот. Иако беше планирано за една недела претходно, во понеделникот на 6 август публиката од нашиот град на плоштадот сепак доби можност да проследи настап на танцувачка група. Најголемата сцена во центарот на Крива Паланка најчесто е мегдан каде што се надигруваат фолклористите со своите традиционални игри ора, но овој пат заинтересираните уживаа во кореографиите на Газели од Радовиш. 40 на млади девојки имаа едночасовен перформанс во кој представија повеќе танцови правци. Првата дама на студиото за модерен балет, Изабела Ангелова, признава дека иако наишле на неколку предизвици, му се радуваат на настапот во нашето мало место. За да дојдеме тука, навистина беше во овој месец, во овие, како да кажам, едноставно период кога сите се на годишен одмор. Ми беше навистина тешко да ја соберам целата екипа и имавме навистина тешка задача да представиме едночасовна програма со една екипа од 40 изведувачи кои што морат преку 5 минути да ја менуваат облеката. Не ми беше се исто, бидејќи мислев дека работите ќе излезат од контрола без мене. Се излезе како што треба. Се надевам дека ќе бидам задоволна отпосле кога ќе ја прегледам снимката, дека се е било во ред. Инаку студиото за модерен балет од овој мал град функционира веќе 8 години, па разбирливо може да се пофали и со бројни настапи. За себе велат дека се група која сака да експериментира со сите видови танци. Во ова можеше да се увери и нашата публика. Гостинките почнаа со класичен балет, изведувајќи дел од поетско-балетскиот перформанс Дом во очите, работен во чест на децата бегалци од Егејска Македонија. Истиот предизвикал бура од емоции на премиерната изведба лани на Илинден во Трново на традиционалната средба на сега веќе остарените егејци. Потоа беше отстапен простор и за етно танцот. Газелите се навратија на нашите корени и прекрасната македонска музика, секако адаптирајќи ги на нивните современи афинитети. Сепак, се чини најдобро се чувствуваат во водите на модерниот балет, па кривопаланчани видоа, некои од нив и првпат се запознаа со шоу танци, джез балет, хип-хоп и многу други правци типични за возраста на радовишанките. Нивната предводничка Изабела Ангелова се гордее со тоа што студиото функционира хармонично, не се обидува да им наметне нешто на своите девојки, напротив, она што го прават најчесто е избор на самите газели. Студиото за модерен балет Газели од Радовиш постои веќе 8 години, 9-та, уште малце ќе почнеме. Од самиот почеток, од 2004 година до денес, значи постојат само 4 девојки кои што започна и не можете едноставно да ја тргнат на страна оваа активност, ова за нив рекреација, но и вистинско задоволство, да членуваат, да другаруваат, да патуваат и во вистинско светло да ги представуваат газелите од Радовиш. На почетокот газелите беа 10 девојки првата година. Формирањето не беше случајно. Значи јас како дипломиран професор по физичка култура, невработена, прочитав во еден весник дека има конкурс, односно оглас за популарниот Макденс, фестивалот во модерен балет, во кој што се одржуваше традиционално се до минатата година и беше со надпреварувачки карактер. Па така направив една мала селекција на ученици до 12 годишна возраст. Со нив работев 3 месеци и за тој краток временски период успеавме на овој фестивал во модерен балет 2004 година да освоиме прво место. Значи станавме прваци во Македонија до 12 годишна возраст во Куманово. Тоа беше поводот, значи посериозно да почнам да се занимавам со оваа дејност. Децата веќе за мене представуваат дел од моето секојдневие, навистина работата со нив ме исполнува. Газелите моментално значи бројат 100 во Радовиш, како што споменавме, односно споменавте во најавата, значи од ова учебна година што помина, со 2011-2012, значи во претходната година,
За прв пат отидов и во Струмица. Соработката таму е преку Струмичкиот карневал. Тие го знаат квалитетот на газелите. Секоја година сме учесници со кореографија под маски, добитници на награди, представници од нашата држава на карневалите надвор од државата. Значи, веќе беше квалитетот проверен и навистина бев убаво прифатена од сите родители. Беа заинтересирани нивните деца да дојдат и да ги посетуваат овие часови. Значи, во Струмица има веќе 70 члена. Сето тоа е доволно за газелите да напредуваат, да нижат успеси и се надевам тоа нема да престане. Дали ова е ваш прв настап тука во Крива Паланка и дали ќе сакате да не кажете нешто повеќе за соработката со Националната установа Центар за култура од Крива Паланка? Така. Значи, на мене ми е навистина мило што овој ден сум тука. Соработката со Центарот за култура не е случајна. Значи, пред неколку години, можам да кажам 3 години, воспоставивме соработка со Ирена Димитровска, која што беше една од одговорните раководни лица на Ангели од Крива Паланка. Навистина ми е жал, бидејќи и тие не се повторно во функција како група и ова вечер да заиграт заедно со нас. Меѓутоа, контактите ги продолживме, соработката ја продолживме, таа ги знаеше квалитетите на нашата група, на нејзино инсистирање ја предложи, значи, едноставно нашата работа на градоначалникот, односно на директорот на Центарот за култура, тој ја прифати оваа идеја, влеговме во програмата на Паланечко културно лето, навистина една голема благодарност што ни дадоа доверба и се надевам дека се задоволни, уште еднаш, значи повторувам, од сето ова вечерва што го презентиравме. Настапот на Радовишкото танцово студио Газели во Крива Паланка се разбира беше ревијален, но Атанасова ги откри плановите за до крајот на годината, кои опфаќаат и многу надпреварувачки гостувања. Оваа година изобилуваше со настапи. И се уште трае и доправа имаме уште многу за одработување. Значи, со карневалските точки патуваме надвор од државата. Досега бевме во Сомбор, тоа беше во мај. Во јули месец бевме во Врначка бања. Сега следува карневалот во Пожаревац на 25 август, потоа следува карневалот во Шабац. Досега имаме 2 официјални покани кои што ги имаме прифатено. Бевме на вториот интернационален денс фест, односно танц фест во Скопје, во организација на студиото за модерен балет Ребис, и таму во 2 категории, едната категорија беше шоу танци, едната категорија беше джез балет, освоивме 2 пехара за прво место. Исто така, значи, до крајот на оваа година ќе ни следуваат уште, се надевам, еден од надпреварувачки карактер настап. Тоа треба да биде во Банско, во Република Бугарија, и е во октомври месец. А другиот настап, исто така од надпреварувачки карактер, во Симитли, во Република Бугарија. На едниот ќе отидеме, на другиот доколку имаме финансиски можности, исто така ќе бидеме присутни. Во 2013 не можам да речам пред време што ќе следува, ова година да заврши, па за понатака ќе видиме. Охрабрени од одличниот прием кај публиката, но и несекојдневниот аспект на случувањето, екипата на Златен канал одлучи да му посвети малку повеќе време на гостувањето на Радовишките газели во нашиот град, па доколку ве интересира, со нивната работа, историја, планови и впечатоци од Крива Паланка, ќе можете да се запознаете во некој од следните изданија на нашата емисија Пулсот на градот. До тогаш не заборавајте да го проверите календарот на Кривопаланечкото културно лето и да одберете настан кој ќе го посетите.